Почитувани колеги, од поимникот кој што го имаме од парламентарниот институт, ребалансот значи промена во приходите и расходите во буџетот во однос на планираното, зашто и денес и претходните два дена дебатираме. Значи избалансираност, предвидливост, прагматичност, вагање меѓу приходите и расходите. Со сите своји недостатоци, недоречености и небулози во дискусиите, еве веќе трет ден зборуваме за се, а најмалку за ребалансот. Што се правило и менаџирало во рамки на владењето на СДСМ, каде се грешело, зашто не се постапило или погрешно се постапило, избегнувајќи ги фактите, бројките, статистиките кои се и како признаени од релевантните меѓународни финансиски институции. И никој не смее да го занемари фактот, а тоа не го кажувам никако еден вид на оправдување, дека имаше 3 кризи и треба да си признаеме дека така и беа правени и структурирани буџетите со повеќе пакети, не занемарувајќи ниедна целна група навремено, транспарентно и отчетно. Доволно се каже од сите говорници, но од некои појави структурирани во овој ребаланс не може да избегаме. Најпрвен дека нема соодветна развојна компонента, дали ги има парите за пензиите и платите, зашто? СДСМ преку соодветна методологија заедно со Светската банка даваше поддршка на пензионерите. Тоа значи дека ги зголемивме и пензиите и тоа е неспорен факт. И секогаш треба сите заедно во овие пратенички клупи, независно дали на комисиска расправа или на пленарна дебата, да го поддржиме заеднички и да го унапредуваме стандардот на пензионерите. Како што напоменаа некои од моите колеги, да, за пензиите, за зголемувањето на пензиите кај пензионерите, поддршката секогаш ќе имате. Од друга страна, на првиот ден од општиот претрес имавме говорници кои што се надвор од ова собрание, меѓутоа и институции засегнати од она кое што им се нуди во ребалансот. Како на пример, од страна на Судскиот совет, од представникот на Судскиот совет беше кажано вака: потребни за финансирање на функционирање на единките корисници се утврдува во износ од најмалку 0,8% од бруто домашниот производ во согласност со критериумите утврдени од Судскиот буџетски совет врз основа на фискална политика и главните параметри за процена на приходите и на трошоците. Тоа е значи согласно закон. Предвидениот процент требаше да се постигне со тоа што процентот од судскиот буџет во однос на бруто домашен производ требаше да започне да се зголемува во еднакви износи од буџетската 2012 и тоа 2012 0,5%, 2013 0,6%, 2014 0,7%, 2015 0,8%. Дека судската власт не го добива предвидениот буџет, редовно известува и Државниот завод за ревизија во годишните извештаи. Дополнително, согласно Законот за судски буџет, при евентуален ребаланс на буџетот, буџетот на судската власт не смее да се намали, што не е случај со предлог ребалансот за 2024. Предлог ребалансот за 2024 на буџетот на судската власт изнесува 2 милиарди 827 милиони 933.000 денари, а со предлог ребалансот е намален на 2 милиарди 762 милиони 227.000, односно намален е за околу 65,6 милиони денари. Тоа е забелешката од страна на Судскиот совет, а Судскиот буџетски совет врз основа на овие намалени средства смета дека судството ќе се соочи со неефикасност, зашто имаме нотирање и посебна забелешка на Европската комисија во делот на ограничувањето на финансиските средства кои што може да влијаат на автономијата на судството. Понатаму, јавниот обвинител Коцевски исто така кажа дека имале едногласен став на колегиумот на јавното обвинителство дека со ваквото кратење се доведува во прашање редовната работа на јавните обвинителства, особено со оглед на намалувањето на средствата има во сите ставки, поготово
кај истражните действија, вештачењата, анализите и така натаму. Мислам дека сите сме согласни, а и во текот на изминатиот период, и во текот на предизборието, и во текот на кампањата, сите зборувавме дека довербата во судството и обвинителството, а односно недовербата, треба да работиме сите заедно за да го надминеме тој минимален процент на доверба, како што некои милуваат да речат, и до ниво на статистичка грешка. Па тогаш како би се бореле заеднички за реформа нивна, за модернизација, за унапредување, за борба против криминалот и корупција, така овдека гледаме дека има забелешки од две релевантни институции во делот на намалување на средствата за нивно функционирање. Затоа сметам дека треба многу внимателно да се земат во предвид нивните забелешки и истите да бидат инкорпорирани во соодветни ставки до крајот на оваа наша комисијска расправа. Несомнено е добро да се поддржат, развијат и модернизираат единици на локална самоуправа, но исклучиво по еден фер пристап кон сите општини подеднакво, врз основа на транспарентност, на база на полицентричен развој, како основа на равномерниот регионален развој. И тука, доколку имаме соодветни вистински критериуми, критериуми кои што нема да значат субјективизам и бенефицирање, нема да гледаат партиска боја, секако дека СДСМ ќе ја даде поддршката. Во изминатите години имаме инвестирано 265 милиони евра за 686 проекти во сите општини. Со одлука на поранешната влада и мнозинството, пратениците на СДСМ веќе се обезбедени 32,5 милиони евра за 66 проекти од локален интерес за 44 општини. Преку 5 ИПА програми за прекугранична соработка се финансирани 192 проекти во вредност од 60 милиони евра. Преку Министерството за транспорт и врски реализиравме 81 проект за локални патишта во вредност од 63 милиони евра. 118 комунални проекти во вредност од 46 милиони евра преку Министерството за животна средина. Понатаму, во делот на здравството, нула средства обезбедени за специјализантите. Кратење кај студентите, тоа е за изградба на студентските домови, а во кампањата сосем поинаку се зборуваше дека навистина треба да се имплементираат и проекти и да се дадат средства за да студентските домови изгледаат подобро. Помалку средства за медицинска опрема во јавните здравствени установи, како што слушнавме и тука кратење во научно-истражувачката дејност, за што соодветно ќе поднесеме, односно имаме поднесено како пратеничка група и соодветни амандмани. Во самиот ребаланс на владата на ВМРО ДПМН се нотира извештајот на Европската комисија во 2021 со кој се поздравува тогашната влада за дополнителниот напредок на фискалната транспарентност. Во делот на капитални расходи се потврдува дека СДСМ реализирал 3 години поред рекордно ниво на капитални инвестиции. Во табелата се гледа трендот на самото зголемување од 2021 година од 385 милиони евра на 700 милиони евра. Понатаму. На страна 13 наведено е дека врз основа на ревидираните проекции на приходи и расходи на буџетот, првично планираниот дефицит од 3,4% од планираниот БДП е ревидиран на повисоко ниво утврден на 4,9% од планираниот БДП. Одстапувањето од фискалното правило се должи пред се на потребата за обезбедување на неопходни средства за непречено функционирање на институциите и сервисирање на обврските. Ова првин е сериозен чекор назад во поглед на стабилизирањето на јавните финансии. Дефинитивно напуштање на досегашниот тренд на фискална консолидација и наместо буџетски дефицит од 3,4% се предвидува дефицит од 4,9% од БДП. Практично се враќаме на крајот на 2021 кога заради антикризни мерки и потребата од заздравување на економијата,
погодена од COVID-19, имавме тогаш буџетски дефицит, се сеќаваме сите, од 5,3% од БДП. Ова е неуспешен пример за фискална консолидација, односно за зголемување на буџетскиот дефицит во период кога треба да се штеди и да се градат резерви за идни кризи. Ваквиот пристап кон јавните финансии ќе зголеми и цената на идните позаемувања, односно ќе бидат принудени финансиските инвеститори да бараат повисоки камати за секој идно позаемување и секако ќе се зголеми нивото на јавниот долг и одржливоста на јавните финансии ќе се влоши. Продлабочувањето на буџетскиот дефицит изнесува 11,2 милиарди денари, односно наместо планираниот дефицит од 33,5 милиарди со буџет за 2024, сега истиот со ребалансот се зголемува на 44,7 милиарди денари. Во овие 11,2 милиарди денари поголем буџетски дефицит се содржани две нови мерки со вкупна финансиска тежина од 8,5 милиарди денари. Истите се финансираат со нови задолжувања и не се поврзани со претходната влада. Значи 2,5 милиарди денари се наменети за зголемување на пензиите од 2,5 денари за околу 333.000 пензионери за 3 месеци. Ова се пари кои ќе се обезбедат преку задолжување. Затоа ова представува несигурна финансиска иднина во која дел од пензиите ќе се финансираат со нови долгови. Понатаму 6 милиарди денари за проекти за општините во пресрет на локалните избори до година, повторно преку нови задолжувања. Тоа значи да не бе овие две мерки, буџетскиот дефицит ќе беше понизок за 8,5 милиарди денари. Така да никој нема право да обвинува никого од претходното владење заради овој голем буџетски дефицит. Едноставно тука се започнати популистички мерки. Не би сакала да го оптоварувам форумот и оваа комисиска расправа со она кое што е фактичка состојба за реализирани мерки како што е претходната, како што е 3-годишното обстојување на една одлична мерка, субвенционирање на придонеси за повисоки плати, поддржана од Светска банка од 2019 до 2022, за помош на работниците и на работодавачите. 8,738 милиарди денари или 142 милиони евра за помош просечно кај 27.000 компании и нивните вработени. Тука би сакала да апелирам како владеачко мнозинство до идната влада пред се, дека ваква мерка треба и понатаму да обстојува согласно сите оние критериуми, правила и така натаму, затоа што носи соодветен подстрек и ја овозможува ликвидноста на компаниите. И она кое што е добро, треба секако да проложи понатаму, не гледајќи ја партиската боја. Не сакате да го прифатите моментот дека кризни времења, години и буџети имаше и консолидација и борба за ликвидноста на бизнис заедницата. Со повеќе пакети на антикризни мерки, како и 100 милиони евра за компаниите, а само минатата година помош од 40 милиони евра поддршка во кризно време. Нефер и неетички е да зборуваме во стилот на клиничка смрт, душманско трошење, распад на системот и слично, и никако да ја надминеме потребата од критизерство. Ако не бил одржлив буџетот, не би можело ни ребаланс да се прави сега. Тоа е едно правило. Предвидлива економија, фискална транспарентност, објективност, одржливост и оправдани критериуми, паметно трошење на буџетските средства, одговорно работење на министерствата и институциите, балансиран пристап за сите целни групи и во делот на платите и за се она што значи стандард. Ова се постулатите кон кои што треба да се стремиме сите. Со предвиден буџетски дефицит од 4,9% и покачување на јавен долг на 68%, без видливост колку е ревидираниот БДП, како опозиција будно ќе следиме и понатаму ќе дебатираме конструктивно, аргументирано
и ќе бараме одговори на сите прашања за кои што ќе сметаме дека треба да ги знаеме. И ние, и граѓаните кои што ни го дале легитимитетот да бидеме тука. Благодарам.